Тролејбусот број 75. Едно утро, тролејбусот број 75 тргнува од квартот Монтеверде Векио за плоштадот Фиуме. Наместо да се спушти кон Трастевере, свртал по височинката Јанику, фатил по стариот пат Аврелија и по неколку минути јурел по полјаните надвор од Рим како избеган зајак. Речиси сите негови патници биле чиновници и читале весници. Дури и оние што немале купено, читале преку рамениците на своите соседи. Еден господин, прелистувајќи ја страницата, ги кренал очите за миг, погледнал надвор и одеднаш се развикал: "Кондуктору, што станува? Измама, измама!" И другите патници ги оттргнале очите од весниците и протестирањата се слеале во гласен хор. Од тука се оди кон Цивитавекија. Што прави возачот? Сигурно полудел. Врзете го. Зар ова е некаква услуга? Сега е 10 до 9, а токму во 9 треба да бидам во судот, викнал еден адвокат. Ако го загубам делото, управата на тролејбусот ќе ја предадам на суд. Возачот и кондукторот се обиделе да го одбијат нападот, правејќи се дека тие немаат ништо заедничко со оваа работа, дека тролејбусот не ги исполнува заповедите и работи на своја глава. И на вистина, во тој миг тролејбусот излегол дури и од џадето и запрел на работ на една свежа и пријатно мирислива горичка. Циклами, восхитено извикала една господја. Токму сега е време да мислиме на циклами, одговорил адвокатот. Зошто да не е, одговорила господјата. Во министерството ќе стигнам со задоцнување, ќе ми префрлуваат, но што да се прави, а бидејќи сега сум тука, не го испуштам случајот со задоволство да си наберам циклами. Цели 10 години не сум берела циклами. Слегла од тролејбусот со отворена уста, вдишувајќи од воздухот на тоа посебно утро и почнала да си бере китки циклами. Откако разбрале дека тролејбусот не сака да тргне, еден по еден патниците слегле да се поразмрдаат и да испушат по една цигара. Меѓувремено, нивното лошо расположение исчезнало како магла на сонце. Некој си откинал маргаритка и си ја ставил на реверот. Друг пронашол зелена јаготка и викнал: Јас ја најдов. Сега ќе си ја закачам на неа визит картичката и кога ќе уздрее ќе дојдам да си ја скинам. И тешко вам ако не ја најдам." И на вистина, тој извадил од портмонето една визит картичка, ја мушнал на една прачка и ја забол во јаготката. На картичката пишувало доктор Џулио Болати. Двајца чиновници од Министерството за просвета ги свиткале весниците во топка и почнале да играат. И секогаш кога ја удирале топката, викале: "Поѓаволите!" Воопшто не личеле на оние чиновници кои предмалку сакале да ги линчуваат возачот и кондукторот. Тие си разделиле еден леп и во тревата правеле пикник. "Внимание!" по некое време извикал адвокатот. Тролејбусот, подскокнувајќи сосема сам, си тргнал и почнал да се оддалечува лесно, потреперувајќи. Одвај успеале да се качат. Последна скокнала господјата со цикламите која се бунела. Не бидува така, токму почна да ни станува пријатно. "А колку стана часот?" прашал некој. Кој знае колку е доцна." И сите погледнале на часовниците. Неочекувано тие се уште покажувале 10 до 9. Јасно, за сето време додека траела малата прошетка низ полето, стрелките не се движеле. Тоа било подарено време, мал додаток, како кога човек ќе купи кутија сапун во прав и внатре ќе најде мал подарок. "Тоа е невозможно," се чудела господјата со цикламите.
додека тролејбусот се враќал кон својата линија и заслегувал по улицата Дандоло. Сите се чуделе и притоа пред очи ги имале вестниците, а на нивните први страници јасно и точно стоел запишан датумот на 22 март. Во првиот пролетен ден се е возможно.